Иако можеби ќе звучам клишено, среќата е еден од основните фактори за добар живот. А за вие да водите посреќен живот, морате да бидете дисциплинирани. Една од најдисциплинираните нации на планетата Земја е јапонската нација. Но за тоа малку повеќе со мојот денешен гостин. Додека е времето убаво, јас ќе го искористам и ќе се подружам малку со мојот миленик. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Старата јапонска поговорка знае да каже: дај му на човек риба и ќе го нахраниш за еден ден. Научи го да лови, ќе го нахраниш за цел живот. Со оваа поговорка јас ќе го отворам разговорот со мојот денешен гостин. Се надевам дека тој се сложува со оваа затоа што ја прочитав во едно негово интервју. Како си, Горан? Одлично, благодарам. Колку се сложуваш со ова што го кажа пред малку? Тоа е целата вистина на развојот на бизнисот, на развитокот на една компанија, на еден човек, и треба да се држиме за таа поговорка. Ти како еден успешен менаџер на своите вработени им даваш риба или ги учиш да ловат? Секогаш да учат да ловат. Секогаш учиш? Да. Тоа е мојата основа за развој на компанијата, затоа што вие можете еднаш да уловите риба, ќе изедете и толку, но добро е кога вашите работници, вашите партнери, вашите соработници ќе ги научите да ловат риба, за да можете повеќе риба да добиете вие и вашите, се разбира, вашите соработници. Точно. Сигурно кога се учиш да ловиш, не си наеднаш професионалец како што би бил после извесен период, па некако така ќе го поврзам муабетов за твоите почетоци. Сигурно не почна како директор, предпоставувам, а си тука долги години, нели? Да. Тешко ли е да се стане таков лидер како што сте вие денес? Па добро, треба време, треба макотрпна работа, треба да направите добар тим, добри работници, така да се надеваме дека ќе успееме во иднина да се задржиме и да се развиваме. А што мислиш, дали добар лидер се станува или се раѓа? Па мора да ги има и двете. Не можеме да кажеме дека само можете да се створи еден лидер, затоа што морате и да се родите со некои такви предиспозиции, па тие да ги надоградувате. Така да се надевам дека од тие две работи мора да се направи заеднички, да се стане лидер. А има ли некој рецепт или некои 3 клучни работи што би требало да ги поседува еден менаџер, да кажеме? Па треба да биде одговорен, правичен и да биде тренер, односно коучинг да прави на своите вработени. Горан како менаџер во оваа компанија важи како строг менаџер или важи како од оние менаџери кои што се блиски, да речем, пред се другари со своите вработени? Да. Или не ти кажуваат, можеби? Не, јас сум демократа во душа и во однесувањето со своите вработени. Ја не сум директор за нив, јас сум Горан. Затоа имаме успех, се надевам. Но барам од своите работници многу да бидат точни и не дозволам да нема квалитет. Значи, квалитетот и точноста е нешто што не поминувам преко него. Точно. А со сите овие предизвици што ги носи оваа работа, како се справуваш? Како ги преминуваш сите тие пречки кои што ти ги пласира и работата и животот, да кажем? Па видете, треба да најдете задоволство. Значи, работата треба да ја дотерате да ви биде хоби. Тоа ми е најбитно. Јас се надевам дека успеав во тоа. Успеав да направам еден прекрасен тим
тим кој си ја извршува работата што му е поставена. Тоа беше мојата заложба кога почнав пред 15 години да ја подигам оваа компанија. Така да, во текот на животот, вие ќе се соочите со многу проблеми. Ќе се соочите со убави и неубави работи. Но вие треба секогаш да најдете и во убавото да најдете подобро, ама и во неубавото да се научите да направите нешто подобро. Јин-јанг. Да. Тоа е јапонскиот начин на работа, го вложивме, го направивме да функционира во оваа компанија. Тоа се трудиме во иднина да го задржиме. Филозофијата и кодексот на самураите, кога веќе ја спомна Јапонија, кажува апропо овој претходен муавет што го спомнавте, дека ако го сакаш тоа што го работиш, не треба да работиш ниту еден ден, нели? Тоа е таа една филозофија за која што ти пред малку говореше и мислам дека тоа е вистинскиот рецепт за успех, доколку се прашувам јас себе тука како водител на овој Джентлмен магазин. А кога сме веќе кај джентлмените, што за Горан представува еден джентлмен? Па кратката дефиниција би била по мене добар човек на добар глас со добри манири. Тоа е основата. Сега, деталите се она што го прават човекот уште подобар джентлмен и подобар човек пред се. Така да, мислам дека добриот глас треба далеко да се слушне, добрите манири треба да го презентираат човекот во добро светло, а човекот секако треба да биде добар на крај. А тие манири, што мислиш, како се градат, како се прават во текот на еден живот? Па прво и основно, добрите манири треба доаѓаат од доброто домашно воспитание од нашите родители, од нивните родители. Со текот на животот се градат тие добри манири. Но секако вие како човек, за да ги направите тие, да бидете подобар човек, подобар джентлмен, морате да се дружите со добри луѓе, джентлмени, со кои ќе се надоградувате, од кои ќе впивате она што е доброто од нив, за да можете и вие да се надоградувате. Секогаш треба да се дружите со добри луѓе, позитивни луѓе, успешни луѓе, за да бидете подобар во животот. Како Джентлмен магазин, како емисија и како филозофија имаме една кампања која што е негување на добри навики. Кои се за Горан добрите навики во животот? Вистинските вредности, можеби? За мене вистинската вредност е успешната фамилија, да ги дотераме нашите деца на вистинскиот пат, затоа што и нашите родители нас не донеа до некаков прав пат. За мене тоа е најважната цел, но секако и да направиме добар тим позади нас, добри пријатели, добро друштво да имаме, да уживаме во тоа. Значи, не е само да правите пари, да правите нешто во животот, ако не уживате во него. Затоа, како што кажав пред малце, хобито и работата треба да бидат слични. Да, тоа е вистинскиот рецепт за хедонизам, јас би рекол. Кажи ми, долги години си во овој бизнис, постои ли джентлменство во бизнисот во Македонија? Па во последно време да, порано се изгуби, искрено да ви кажам. Но сега во последно време мислам дека се подобрува, се отвара пат за добрите луѓе, джентлмените, со кои можеш да го договориш, да испочитуваат договор. Но секојаш ќе постои луѓе кои нема да ги испочитуваат тие договори, кои ќе ги прекршат, но секојаш треба да се трудиме ние да бидеме позитивни. Тоа е целта. Да ги научиме другите на грешките. Се негува ли стил на добро облекување во тој свет, во твојот свет, во бизнис светот? Да, можам да кажам дека во последно време се копираат, да кажем, европските и светски стандарди во облекување, во однесување. Секој од нас се труди да биде подобар, затоа што ние целиме кон Европа, целиме кон светот, така да ние мораме самите да го пратиме тоа. Па нели викаат, кога ќе дојдеш со некој да правиш муавет, начинот на облеката е израз на почитувањето кон тој што седи спроти тебе, нели? А за една многу битна работа сакам да те прашам, затоа што си бил и во Јапонија, за тоа ќе говориме во вториот дел, но тука сакам да те прашам колку кај нас се почитува точноста и дисциплината, каснењето и така натаму. Знаеш зашто ти зборам. Не сакам да направиш паралела со Јапонија затоа што знам таму колку се точни и што значи точноста, но тука дали луѓето се точни? Јас сум приметил дека успешните луѓе секогаш се точни.
И мислам дека во последно време тоа се доаѓа до тоа ниво да бидат сите поголемиот дел од луѓето точни, затоа што го ценат и вашето време, но си оценат и своето време. Така да мислам дека точноста е една одлика на добар човек, на джентлмен, на добар менаџер, затоа што вие не можете да касните на некој состанок или на работа, затоа што нема да завршите таа работа. Јас, 24 години сум овде во компанијата, јас пред 7 саат секој сабале сум тука. Ја морам да имам пример за моите вработени. До сега не се случило да закаснам, затоа што знаат ако јас задоцнам, во тој случај тие се слободни да не работат денеска. Така да јас морам да го испочитам тоа. А имаш ли 3 клучни работи што би ги кажал за идните генерации што сакаат да станат успешни лидери? Да бидат позитивни пред се. Секојаш да иновираат и секојаш да бидат добри луѓе, да бидат позитивни за да напредуваат. Секојаш да учат што да направат во животот подобро и подобро. Тоа е битното. Затоа јапонците го прават сето тоа полека, постапно, не треба да се прават огромни чекори, секојаш тоа треба да бидат мали чекори, но да се стигне секојаш до крајот, до целта, до врвот. Сум слушнал навистина и од други луѓе кои што патувале по светот и кои што ја посетиле Јапонија, дека Јапонија е навистина надвор од овој свет. Викаат како да не е правена од луѓето што живеат на оваа земјина површина. Да, точно. Јапонија е нешто сосема различно од нашиот свет овдека во Македонија и од Европа, но за Јапонија ќе збориме на друго место подобро. Ве поканувам да одиме на еден пијалок на убаво место за да продолжиме со разговорот и повеќе да збориме за Јапонија ако може. И да го искористиме уште малку топлото време. Точно. Одлично. Добро. Летото полека ни замина, па сега поголем дел од времето ќе го поминуваме во своите домови и тоа може да има и негативен ефект врз нашето ментално здравје. Многу е важно да имаме некоја активност за да се одржуваме во добра форма, како физичка, така и ментална. Постојат и голем број на здравствени параметри и показатели кои индицираат дека итно ви е потребна физичка активност. Да започнеме со дебелењето. Ако одеднаш сте се здебелиле или сте страдале од вишок на килограми, сега е право време тоа да го промените. Понекогаш е многу тешко да излезете од зоната на удобност, сепак ова е единствениот начин да постигнете резултати. Ако не сте во добра форма, немојте веднаш дојдете во теретана или да трчате. Започнете со лесни прошетки или джогирање. Она што е важно е да започнете да вклучите каква било физичка активност во вашиот ден. Обидете се да бидете физички активни најмалку 3 пати неделно по 1 час, дури ако тоа било хоби, како фудбал, кошарка или возење велосипед. Доколку забележите дека имате проблем со висок крвен притисок, задолжително прво консултирајте се со доктор за да добиете терапија, но и започнете со вежбање. Заблуда е дека физичката активност ќе ви наштети, ќе го зголеми притисокот уште повеќе. Со правилен избор на вежби, тренингот може само да го намали притисокот и да го држи под контрола. Ако го имате овој проблем, тренирајте непречено, но непрекинато. Најдобро би било да ангажирате стручна помош. Чести главоболки. Иако овој проблем често се препишува на нервоза, менување на време и слично, многу често решението е многу едноставно. Вежбите за истегнување се идеален начин да се ослободите од мигрена. Исто така, за време на тренингот, нашето тело станува доволно циркулирачко, а поголема количина на кислород стигнува до нашиот мозок, што може да ги ублажи, па дури целосно да ги отстрани главоболките. Ако страдате од несоница, физичката активност е вистинскиот лек. Без доглед на активноста што ќе одберете, важно е да се уморите, да ги вклучите сите мускулни групи, а потоа ќе заспиете штом ќе го допрете креветот. Ако сакате да избегнете лекови препарати за несоница, обидете се да вклучите вежбање во вашата неделна рутина. Покрај подобрување на квалитетот на спиењето, тренингот ќе влие и на вашата концентрација и интелектуални перформанси. Дали забележувате постојана поспаност, летаргија, недостаток на енергија? Време е за промена. Веројатно на почетокот ќе се чувствувате уморно, но штом ќе ги прилагодите сите обврски кон терминот за вежбање, многу брзо ќе се чувствувате исполнето и енергично. Стрес на работното место и надвор од него.
Стресот е главниот предизвикувач на секојдневното незадоволство. Ако некое лице нема издувен вентил, лесно може да се појави популарниот синдром на прегорување. Повеќе нема да можете да функционирате нормално. Вежбањето ослободува целата негативна енергија. Изберете што ви се допаѓа: трчање, тенис, бокс, одење во теретана. Извлечете најмногу од себе и бидете целосно подготвени за сите нови предизвици. Научно е докажано дека физичката активност го активира хормонот на среќа, кој дава чувство на задоволство. Рекреативците се среќни, здрави и задоволни луѓе. Важно е да се посветиме на нашата физичка, но и ментална состојба. Не го занемерувајте тоа поради мали задоволства, негрижа и секојдневни стресни ситуации. Джентълменски е и домаќински е јас да го поканам гостинот кај мене дома и кај мене на гости во мојата просторија да пиеме пијачка. Но гостинот испадна поголем джентълмен или народски кажано манго под мене и тој ме покани на пијачка во овој прекрасен простор со ова прекрасно вино. Па во тоа име јас ќе му наздравам на Горан. На здравје. Како што ветивме, така и ќе оствариме. Го почнавме муабетот и го завршивме некако околу Јапонија и јапонската филозофија, јапонската дисциплина и традиција. Ти си човек кој што често патува за Јапонија и викаш дека таму е се поразлично од тука. Ајде малку околу Јапонија ќе те прашам дали во Јапонија постојат джентълмени? Да, многу. Повеќе отколку од тука. Многу е интересно што кај нив договорите се многу едноставни и прости. Не се како во Европа, кај нас во Македонија со 30, 40, 50 страници. Мојот договор за организацијата која водам, македонско-јапонската организација, е точно една страна. Со неколку члена, каде што се знаат нивните обврски и моите обврски. Подпишано и се заврши. Другото се подразбира, нели? Да. Кога ќе се спомне поимот джентлмен, ние алудираме во главата, алудираме на еден англиски господин, на едно такво джентлменство. Како изгледа еден джентлмен во Јапонија? Па, нивниот однос, кај нив е джентлменството во нивниот однос, во поставеноста на нивните системи и како тие се однесуваат према тие системи, према луѓето. Тоа е прекрасно да го видите, да го почувствувате, најбитно е да го почувствувате. Ја имав таа среќа 4 пати до сега да бидам во Јапонија, се надевам дека ќе идам и во иднина. И вие таму ќе осетите таа култура и таквиот однос на тие луѓе спрема вас, не само као странец, него и спрема целата околина нивна. А што е со таа јапонска дисциплина што ја кажуваат дека е навистина во наводници ќе кажам смртоносна дисциплина има тие? Што значи тоа? Таму има многу поголемо почитание на младите према постарите. Тоа го имавме и кај нас пред 25-30 години. Сега веќе полека се губи. Мислам, тука се губи јапонското кај нас. Да. Видете, тие ги поставуваат стандардите на едно повисоко ниво. Разбирањето на човекот, помагањето на едни и на други. Тие ни помагаат нас како Македонија многу во изминатиот период со обуки, со пари, финансиски средства, а ние тоа се уште не можеме да го оцениме толку добро затоа што Јапонија се уште ни е далеку и не можеме да оцениме нивната големина како фирма, како земја и како луѓе. А кажи ми, што значи одржувањето на животната средина, негувањето на природата, зеленилото и сите тие природни убавини кои што ги носи Јапонија? Колку тие се грижат за тоа? Дали кај нив може да се најде река која што е голема депонија како што многу често се случува кај нас? Не. Таму сите помагаат да се подобри животната околина. Јас првиот пат кога пристигнав во Јапонија 2004 година бев во Нагоја и патував од авионот, патував со автобусот до центарот, кај што требаше да бидам сместен. Имаше група на повозрастни луѓе, пензионери се гледа, со своите внуци, кои обработуваа еден дел под автопатот и си го средуваа паркчето под автопатот. Значи, тие не беа сигурно платени од државата, затоа што си беа луѓе нормални со нивните внуци да си го средат паркчето каде што утре за утре ќе
ќе се дружат. Нормално. Тоа го имаше кај нас на времето, но сега се изгубено. Тоа е жалосното што ние не напредувавме, него ние назадувавме во овие 20-30 години. Една паралела вака од сите муавети што би можел да ја направам, тие сите работат за општото добро, нели, што е најџентлменски. А кај нас луѓето почнаа сите да работат Индивидуално. за во сопствениот видокруг и толку. Да. Индивидуално. Ние станавме индивидуалци и нашиот интерес е само ние да бидеме нешто повеќе. Не, треба и вие, и јас, и другите да бидеме сите заедно подобри луѓе за да можеме да Па тоа е основата на џентлменското воспитување и живење. Јасно е дека сите ние кои што доаѓаме од помали средини од ваков начин на живот сме фасцинирани кога ќе отидеме во Јапонија. Не се сумнјам дека и тие кога ќе дојдат кај нас се фасцинирани, но сето она што не се случува кај нив. Еве пример твоите соработници од Јапонија што дошле, како печаток имаат за македонците, тоа многу ме интересира. За овој балкански начин на живот. Да, тие се воодушевени од нашата храна. Првенствено од вкусот на нашата храна. Имав пред неколку години двајца професори од Киевскиот универзитет кои предава овдека во Македонија, кои за 3 дена се здебелија 3 кила. Затоа што ужива во храната, во хедонизмот на нашата храна, во нашиот пиелок, беа фасцинирани од сето тоа. Но видете, ние треба да се потрудиме да бидеме подобри луѓе, да привлечеме што повеќе туристи, но чистотата е многу битна за нашата држава. Ние станавме нечиста држава во изминатиот период, но никој не се грижи да се помести тоа нешто. И уште ова ќе те прашам и ќе го завршиме муаветот за Јапонија. Дали мислиш дека лежерноста што имаме ние на Балканот, поготово во Македонија, ја нема никаде на друго место? Дали во Јапонија има такви лежерности да седат во кафана по 12 сати во кафичи, нонстоп да е полно? Не, тие уживаат, тие се хедонисти за храна. Така? Нивната храна е прекрасна, искрено да кажам, јас воодушевен по нивната храна. А секако и од нашата се разбира, но тие уживаат во храната. Тие уживаат во виното што го пијат, уживаат во храната што јадат. Тоа е уживање кога ги гледате нив како уживаат и во простите работи. Се надевам дека и еден ден тоа ќе дојде кај нас. Да се воодушевуваме на тоа што го има пред нас. Не тоа што го гледаме далеко, него тука што е пред нас. Уживањето на мигот, животот е само овој миг, ништо што било, ништо што ќе биде, нели? Тоа е тоа simplicity is perfection, едноставноста е перфекција. Јас би сакал да филозофирам уште многу, но еден од најџентлменските пијалаци, нели, вискито, несомнено е јапонското виски. Дали си го пробал јапонското виски? Како не, мислам. Јас сум голем љубител на виното, на македонското вино првенствено, но за вискито, вториот мој убав пијалок, кој го практикувам, и јапонското виски е за мене број 1. И во светот генерално е број 1 јапонското виски. Јас неодамна добив поклон тенијаку, вискито јапонско, кое што на вистина беше фантастично. Сите тие ноти што ги имаат разработено внатре се до перфекција средени. Си добивал совети во животот? Да, Кој е? секако. Кој е најдобриот совет што си го добил, што ти останал? Не е битно дали си го добил вчера или како дете, но ете, цело време ти е како двигател, да кажеме. Па, видите, совети секојдневно добиваме, дел ќе ги прифатиме, дел нема да ги прифатиме. Советите што сум ги добил од мојот татко ми представуваат една патека во животот и сум горд на него, на неговите успеси и јас секако го практикувам тоа да го научам и мојот син и мојата ќерка да бидат подобри луѓе. Секако можам да го издвојам и при моето прва обука во Јапонија, професорот кој ме направи да бидам нова ниво, значи да ме промени ја бев тогаш млад, на 32-3 години бев во Јапонија, каде што тој ми промени комплетно да бидам подобар човек за моите вработени. Но првенствено кажам дека не само совет, јас добив пред многу години книга од мојот родител, која ја прочитав за еден час и која ми стана патоказ кон мојот напредок. Книгата е многу едноставна, но филозофијата во книгата ми представуваше нешто што јас секогаш ја читам поново и поново со некоја друга филозофија, ја сваќам книгата на друг начин да можам да се напредувам. Таа книга мислам дека од мојот татко
ми направи да бидам подобар менаџер. Можеш ли да откриеш или не би сакал да откриваш која е книгата? Книгата има многу едноставно име, кој го украде моето сирење. Кој го краде моето сирење? Да, таа е менаџерска книга, некаде околу 40-50 страни, но е многу интересна за читање и представува нешто што го тера секој менаџер да најде филозофија на како да напредува. Таа книга јас ја поклонувам на сите мои пријатели, за да можат и тие да најдат некоја филозофија од тоа. Се надам дека на крај на вас ќе ја поклонам. Да, баш ми е мило. Ќе размениме, јас ќе ви ја подарам вас мојата книга што неодамна ја напишав, така да може да направиме едно такво размена на книги. Кога сме веќе кај книгите, сакаш ли да читаш и други книги? Па да, сакам да читам многу и во младоста сум читал, сега помал се наоѓам време наискрен да бидам, повеќе стручна литература користам. Но кога сум на одмор читам обично белетристика, крими книги, така да само тогаш наоѓам повеќе време и концентрација да можам да се опуштам. Иначе во текот на денот имаме повише обврски, више работа и малце потешко. Читањето е здрава навика во секој случај, секогаш кога се наоѓа време. Литература. Да, види, препорачуваат барем по пола сат секој ден, 20 минути е сосем доволно да може по неколку страни да влезат да го негуваме. Да го негуваме тој центар затоа што ќе ни се изгаси во мозокот, цело време сме технолошки, како да кажам, загрозени. Сакаш ли да слушаш добра музика? Тоа е нели исто една од тие здрави навики, читање книги и слушање добра музика. Што преферираш да слушаш? Да. Јас сакам секоја музика, нормално, но преферирам повише джез, боса нова, релакс музики. Уживам во опери, често сме на опера со мојата сопруга и уживам да го исполнувам тоа време со убави работи. Што ме така да почнеме, еве, после 15 септември, јас ќе те поканам да дојдеш кај мене во театар, да оживаш малце и во нашите комедии. Ќе ми биде навистина мило. После еден таков напорен ден, многу состаноци, решавање тековни обврски, кога си доаѓаш дома, имаш ли некој принцип на опуштање или секогаш е тоа различно? Па моето работно време наискрено завршува последниве 3-4 години, завршува во 3 часот. Значи, јас сум оној традиционален тип на менаџер, во 7 почнувам со работа, во 3 завршувам и го практикувам тоа и за моите колеги. Значи, ние бараме да се заврши во 3 часот, за да можеме да си го дозволиме и времето за нашата фамилија и нашите пријатели. Кога константно и се трудам секогаш тоа да биде домашен ручек со мојата фамилија, го практикуваме тоа и денеска. После пладнето уживам во кафе со мојата сопруга, навечер во друштво со пријатели или фамилиарно да се опуштиме покрај една убава чаша вино и сиренце, така да уживаме во животот, се трудиме да бидеме што по-слободни после работното време. Одлично, и да продолжиш да го негуваш тоа е навистина добро и се надевам дека ќе премине како традиција кај твоите деца. Се трудиме. Морам да го заприметам твојот стил, навистина е фантастичен и имаш убави детали, значи за се морам да те пофалам навистина, зашто тоа е така, тоа ќе се види и на камерите, нели? Уживаш ли во облекување вака? Се облекуваш ли често вака? Па кога бев помлад и повеќе се облекував во костум и во вратоврска, но сега во текот на годините малци полежерно се облекувам. Многу сакам убав сат. Тоа ми е како еден вид на накид за еден маж. И сакам, се разбира, добра кондура, затоа што треба стабилно да стоиме на земјата за да можеме да напредуваме. Тоа е вака. Добро возило се разбира, треба да има сигурно возило пред се, затоа што сум ја машински инженер, па секој сакам да бидам и сигурен во тоа што го возам. Така да тоа е начинот на живот кај мене. Полека привршуваме со муабетот, едно од прашањата кои што секако ги прашувам моите гости е без кои 3 до 5 работи, зависи колку имаш, него почнуваш денот. Па сите ние го почнуваме денот со еден чај и кафе. Тоа го практикувам, прво чај па после кафе. Кај мене во текот на работното време да прошетам неколку пати низ компанијата, да видам да се запознам што се работи во моментот, да се видам со луѓето, моите соработници. Фамилиарниот ручек, попладненото кафе со мојата сопруга
и синот сега во последно време, веќе 19 години. Да, и во вечерните часови да прочитам нешто, да се опуштам, да гледаме некоја серија или да прошетаме до центарот на градот. Так, едно дружење со пријателите, некои обврски што си имам после пладне со пријатели или со некои соработници. Так, движење. Несомнено е дека си джентлмен, тоа може да се претпостави од сите овие муавети, тие што те знаат подобро знаат дека е така. Може ли Горан да открие како ја освои својата сопруга, што се случуваше на првиот дејт? Колку джентлменски тогаш во младоста се однесуваше? Па, прашањето е незгодно малце. Доколку сакаш да одговориш нормално. Па добро, малце е смешно. Со мојата сопруга се запознавме 3 пати. Тоа Сигурно интересно за слушање, да. Да, некако се случуваше, имам проблем со имиња, не памтам имиња, но памтам броеви. Ја и го знаев телефонскиот број, но не го знаев нејзиното име. И секогаш се трудев да следниот пат кој ќе се сретнеме да го запамтам името, но затоа што друштво нема да се слушнеш лево десно. Да. И никако не можевме да дојдам во контакт. Тоа зборуваме за фиксни телефони. Да, тоа така, беа да. фиксни телефони. Да. И ден денеска го памтам нивниот телефонски број без никаков проблем. И на третиот состанок се запознавме поубаво, ја го слушнав поубаво името, се слушнавме, излеговме, се најдовме така во кафичите тогашно, бевме многу млади, ја на 23 години, таа 19 години, ние сме 25 години заедно. Да се множат. Да, фала. И така, почнавме, таа беше првата девојка што ми раскина, што ме остави еден период. Така. Да, но поново се споивме после неколку месеца и така продолжи животот на друг правец. Што би им препорачал на младите фраери во наводници, луѓето што сакаат да бидат джентлмени околу филозофијата за односот кон дамите? Па прво, треба да се почитуваме самите себе како мажи, да бидеме коректни, а ако ќе се почитуваме, ние ќе ги почитуваме и понежниот пол. Веќе тоа не е ни понежен пол, тие се и многу подобри од нас. Да, така е станата ситуацијата. Да. И искрено, секој од нас треба да биде добар човек, да ги почитува, да биде внимателен со нив, не е само да држите врата од ресторан или од кола, него да се трудите да нивното внимание да го задржите. Тоа младите во последно време го немаат, но се надевам дека полека со текот на овие разговори, на овие емисии, на учењето нивно ќе се надоградуваат. А секогаш младите сакаат малце и нивни стил да дадат на сето тоа. Добро, сепак се учи со годините. Така е. Ти благодарам за прекрасните муавети, навистина имавме убав и плоден муавет. Се надевам дека ќе си го продолжиме муаветот и приватно, а за ова ти благодарам што ми беше гостин навистина. На здравје. Да, благодарам на вас. Бидете најдобрата верзија на самите себе, која сте во друштво со другите луѓе, за да искажете почит кон нив. Негувањето на добрите навики кон вашето семејство и кон околината треба да биде приоритет на секој човек. Дисциплината е мост помеѓу вашата цел и нејзиното остварување. Секогаш бидете дисциплинирани и секогаш бидете точни. Вашиот успех зависи само од вас. Гледате Джентлмен магазин на македонската телевизија секоја среда.